Почитувани граѓани, валканите игри и мрачните сценарија на ДПМНЕ во последната недела од предизборната трка го засилија темпото на своите болни амбиции, агресивно и бесрамно нарушувајќи го изборниот процес со своите недемократски и апсолутистички методи. Зголеменото присуство на полиција во нашиот град и особено во турското Маало, нивната засилена контрола со претрес на секое возило во движење, запишувањето на лични податоци и недемократското навлегување во слободата на движење на граѓаните ја докажува намерата на ВМРО ДПМНЕ дека преку институциите на власта ќе вршат притисок врз жителите на Струмица. Нашите сознанија велат дека најавеното делење зејтин и брашно во турското Маало ДПМНЕ ќе го реализира со помош на полицијата, која очигледно е ставена во целосна функција на Груевски и фамилијата. ДПМНЕ преку својата институција Македонски шуми има најавено дека во наредните неколку дена ќе биде дозволена слободна сеча на шуми на граѓани кои за возврат ќе треба да го дадат својот глас за ДПМНЕ. За какво нормално функционирање на државните институции зборувате вие? Како си дозволувате да бидете толку безобразни и да не уверувате дека сите овие засилени контроли, присилни наплати, бесправна сеча на дрва, сите овие силни тајфи инспектори случајно се најдоа токму сега и токму во Струмица? Ја повикуваме полицијата да не се наведува на гнасните игри на ВМРО ДПМНЕ и да не биде соучесник во нивниот обид да добијат глас повеќе со изговор дека си ги вршат секојдневните обврски, односно дека вршат работи за кои народот не треба да се интересира. Во исто време ја повикуваме и шумската полиција да го спречи бесправното сечење на шума кое е најавено за наредните денови. Сите настани во деновите што следуваат будно ќе бидат следени од наши активисти и секој обид на уцена и присилно собирање на глас повеќе ќе биде документирано. А за тоа, после 5 јуни, некој ќе одговара пред органите на правдата.